Добро вечер, почитувани, јас сум Јаданка Костова и овој петок, како и секој петок, ве водам низ отвореното студио на Еден телевизија. Во овој последен отворен појас имам двајца гости, да ви представам, тоа се Владимир Пивоваров. Во овој момент јас ме представував како професор и екс-разузнавач, но вие сте и национален сега координатор за гранично интегрирано управување. Така е. И Трпе Стојановски, и ова морав да го запишам, експерт за азил ве представи, вие бевте 8 години... Не сум експерт за азил, но во ред, некои познавања имам. 8 години сте биле во меѓународна владина организација за миграција, азил и враќање на бегалци. Сепак е тоа искуство кое ви дава квалификација да ве третираме како експерт. Јас темата ја насловив како ќе бараме одговори на прашањето какви се шансите Никола Груевски да стане азилант и дали за едно вакво бегство, за кој нели уште неаме сите детали, но некои коцки од мозаикот веќе се пополнети, е потребно некакво злосторничко здружение. Во која смисла? Да имате подршка и однатре, и однадвор, веројатно сам туку така не му текнало наеднаш да замине. Да почнеме вака. Кога веќе реков дека сте за азил. Колку оваа процедура, што е започната во Унгарија, и сето она што го знаеме од албанските власти и од црногорските, дава шанси Груевски утре да стане азилант, така да речем, да добие азил во Унгарија? Во однос на поставеното прашање, одговорот треба да се бара во две насоки. Едната е што пишува во книгите, мислам на меѓународните документи, на конвенциите, и втората, кои се околностите карактеристични за оваа ситуација, имајќи во предвид кој е председател во Унгарија, какви беа релациите наназад и вклученоста на унгарските власти во дел од патешествието за кое што некои од медиумите и некои од државните институции во регионот известуваа деновива, особено денес. Во таа смисла, одговорот на вашето прашање ќе биде: веројатно се големи шансите исходот во однос на барањето за азил да биде позитивно, имајќи во предвид индикаторите на кои што упатува начинот како господинот Груевски патувал до Унгарија и особено како е третиран во Унгарија. Во однос на меѓународните документи и особено законот за азил на Унгарија, кој што е од понов датум, од пред неколку месеци, и кој што е исклучително рестриктивен во однос на можноста да се одобри да има позитивен исход барањето за азил, сведоци сме дека можеби една од најрестриктивните политики во однос на миграцијата и особено барателите на азил се спроведуваат од страна на властите во Унгарија, каде што од неколку дописи, вклучително и од вашите, видовме дека скоро да е невозможно да се пристапи до територијата на Унгарија. Унгарија беше многу рестриктивна околу бегалските бранови, ги затвори границите. Германскиот министер Рот дури онака иронично забележа дека Унгарија ги отвори вратите за бегалците. Да, и особено од прилогот кој што вчера беше емитуван од вашата телевизија, каде што за да има таа состојба под контрола и воопшто сите потенцијални баратели на азил да бидат во една потешка ситуација, со самото пристапување до територијата на Унгарија, нивниот Хелсиншки комитет извести дека тие се враќаат назад на територија на Србија, откаде што ќе може да поднесат барање и евентуално тоа барање да стапи во некоја постапка. Груевски добил специјален третман, VIP третман како бегалец во Унгарија. Па не само во однос на овој случај сега поврзан со унгарските власти, но јас едноставно не можам да се сетам на некој друг пример кој што би можел да биде близок во однос на овој за кој што говориме, а да барателот на азил имал таков привилегиран статус.
Јас ке замолам режијата да ја пушти она анимација што е правена патот на бегството. Ние околу 14 часот го пуштивме тоа, но би замолила за да добиеме еден преглед со основните информации. Значи, интересно е дека од Македонија ние не знаеме, само немаме информација како стигнал во Албанија. Албанските власти соопштуваат само како заминал, дека бил во придружба со унгарски дипломати и дека во 19 часот и 10 минути тој преку граничниот премин Хан Хоти Мурите преминува во Црна Гора. Значи од Тирана оди за Црна Гора. Црногорските власти потоа потврдуваат дека влегол во тоа време во Црна Гора на граничниот премин Божај, дека бил придружуван од две службени лица од унгарската амбасада, дури го наведуваат и возилото, и од 19:10, потоа дури околу 22 часот, тој преминува преку граничниот премин до Браково за Србија. Значи, од Подгорица на кај српската граница. Сега, црногорските власти соопштуваат исто така дека потоа се врши размена на бегалецот од унгарските дипломати во Црна Гора со унгарски дипломати од Србија и дека таа размена е извршена во мотелот Лукс пред Пријеполје. И потоа се предпоставува дека преку Србија, значи, заминува на кај Белград и потоа за Унгарија. Значи, ова е рутата што ја знаеме, но она што е многу важно во случајот е што не знаеме, немаме детали од српските власти, но и ќе се согласите, многу е важно како Груевски од Македонија преминал во Албанија. Господине Пивоваров, искусен сте, и вие долго време работевте во безбедносни структури, но сега и како координатор национален за гранично интегрирано управување. Како е можно или можно ли е, сега имаме ние агенциски вести, дека Груевски пеш преминал не преку официјален граничен премин? Значи, сите информации до денешниот ден беа во сфера на шпекулации. Имаше тези безброј и тоа е нормално кога истрагата е во тек, нели, временски период додека се заврши. Право е на јавноста, на медиумите да претпоставуваат да креираат своји верзии за настаните. И затоа слушнавме не само кај нас во Македонија, во регионот, во Европа, па дури до Америка ова вестаса, различни верзии за заминувањето на осуденото лице Никола Груевски. Значи, ваква операција, зборам операција од разузнавачки аспект, да се изведе, значи може да се исклучиво само со многу добро организирана надворешна служба, впрочем и се виде која е службата, иако самата држава негира дека нивната служба била вклучена, дали сакаат да кажат дека поединецот сам бил толку моќен, толку способен тоа да го направи, апсолутно не. Но рековме дека албанската и црногорската власт изјави дека бил и во Албанија и во Црна Гора во придружба на унгарските дипломати. Токму тоа е фактот кој укажува, а генерално вториот секретар, заменикот амбасадор, најчесто во дипломатија се разузнавачи кои се скриени за велото на дипломатскиот пасош. Конзулот најчесто потекнува од безбедносните служби, така да учесниците од она што го презентира и албанските и црногорските власти во ова наведува дека се луѓе од службата делегирани во дипломатијата. Што значи дека странски служби работат. Ама апсолутно. Тоа не е тајна дека работат и се види во конкретниот случај. Меѓутоа, загрижува фактот што се случувало на наша територија. Значи, секако дека и однатре имало силна логистика, тие служби сами ова не би може да го изведат ако немале силна логистика внатре кај нас, нарочно во Скопје. Дали е можно без логистика од полициските структури? Значи, за да биде успешно, мора факторот полиција, факторот царина, граници, сите премени, значи да бидат
пречките на можно откривање да бидат елиминирани. Значи, такво начело на тајност во изведување на операција може само да го спроведат службите. Секогаш организираните криминални групи има просто да направат одредена грешка, за која грешка може да бидат откриени. Меѓутоа, разузнавачките служби ова долго време го планираат. Ова не е, да кажеме, за еден ден или за 2 дена смислена операција. Значи, ова е многу долг период, планирано, термините се планирани и ме радува што веќе обвинителството покрена истрага, значи за подопрен глас, нели така беше информацијата, да се пушти во за организиран криминал, да истражува, значи што се случило на територија на нашава држава. Сега што и да зборуваме, значи се ќе бидат предпоставки, значи можни видувања. Добро, ние трагаме по можните одговори инаку. Значи, првото прашање е зошто токму Унгарија е изберена како држава. Ако направиме една длабинска анализа, ретроспектива на настаните кои се случуваат задниве 10 години, значи се упатува дека сите патишта, колку и да сме пријателска званична земја, значи луѓето најчесто ги врзува криминалот. Знаете и самите дека имавме афера Шпион во Република Македонија, во која афера беа осудени правосилно лица кои наводно работеле во интерес на унгарската служба. Тоа беше званично соопштение од судот и званичната пресуда. Меѓутоа не можам да сватам, само 7 дена после поднесување на овие кривични пријави, председателот на земјата кој извршил атак врз вашата земја и тоа на најнизок можен начин со разузнавачки операции, го наградувате со највисоки ордени. Председателот Иванов на Виктор Орбан му додели орден. Потоа се сеќаваме случаите кои не врзува со Будимпешта уште предходното време со парите од кинеските кредити, нели заевана 500.000 колку беше, имаше и правосилна пресуда. Потоа шишето со пари исто така не врзуваше од МПМ. Значи многу нешта кои имаат призвук на криминал одат кон Будипешта. Меѓутоа овде загрижува друг факт. Значи сите се повикуваме на меѓународно право, на меморандуми, на билатерални, мултилатерални договори. Гледаме дека во практиката некојаш нештата не се така убави како сето тоа што е убаво напишано во законите и во книгите. Но нели се покажа Груевски, еве ги надмудри сите домашни институции. Некој шеговито по социјалните мрежи рече уште со Мерцедесот да им избегаше на кај Албанија, се разбира во ироничен коментар. Можно ли е, значи, дали е, Стојановски рековте дека вие верувате дека ќе доби азил во Унгарија? Значи, не е можно друго решение? Видете, станува збор за постапка која што е отпочната. Меѓутоа, треба да се имаат во предвид двата пристапа. Рестриктивниот, кој што произлегува од националниот закон на Унгарија и воопшто од политиката која што ја манифестираат унгарските власти, и посебниот статус кој што му е доделен на господинот Груевски во однос на можноста да дојде до територијата на Унгарија и каде што од информациите кои што ги добиваме од медиумите пред се и оние рестриктивни информации од унгарските власти, дека е отпочната постапката за азил. Тоа значи дека на постапката за азил и предходи барање, за кое што слушнавме, веројатно е тоа точно, дека тоа е направено во некоја од амбасадите на Унгарија во регионот. Логиката упатува кон Тирана, меѓутоа тоа треба да се потврди. И начинот на кој што се води постапката во овој момент. Значи, таа постапка бара одреден временски период, во кој што ќе следуваат чекорите кои што произлегуваат од меѓународните документи. Значи, на барањето кое што се искажува писмено или усмено врз основа на записник, следуваат процедури од страна на унгарските власти. Согласно со меѓународните документи, секој барател на азил, ако неговото барање биде оценето дека има основ, влегува во постапка и еден од првите чекори што следуваат е фотографирање и дактилоскопирање на барателот на азил. За потоа, во постапка се изнесуваат аргументите во однос на кои тоа барање ќе биде разгледувано. Согласно со меѓународните документи, кои што се предпоставувам и дел од унгарската легислатива, тие повеќе или помалу се дел од секој закон за азил,
во земјите членки на Европската Унија или земјите кандидати, има повеќе основи кои што се предпоставка за барањето да влезе во постапка. Во таа смисла, интересна е точката 6 од скупно 7 основи, која што говори дека поимот политичко уверување, особено го вклучува личното мислење, идеи, уверувања во однос на прашања поврзани со потенцијалните вршители на прогон и нивните политики или методи, без оглед дали барателот на право на азил презел активности во однос на своите уверувања. И тоа е веројатно основот на кој што адвокатскиот тим на господинот Груевски ќе се обиде да ја убеди другата страна, властите во Унгарија, дека е тоа основот на кој што треба да се води сметка, односно да бидат главните аргументи на кои што ќе очекуваат позитивен исход. Ние можеме да цитираме нели членови и се, но фактот блискоста меѓу унгарската власт и Виктор Орбан и Груевски напред ни дава момент кој што упатува на голема веројатност дека ова барање може да има позитивен исход. Од друга страна, Унгарија е земја на Европската Унија, дел од Европската Брисел Унија. не може ништо да стори, велите тука. Па видете, значи постојат директиви кои што се задолжителни за земјите членки на ЕУ. И тие директиви се отвараат сега и за земјите кои што се кандидати. Дел од тие директиви се интегрирани во македонската легислатива, но уште повеќе тие директиви ќе се отвараат кога Македонија ќе тргне. Некни коинциденција на денот на бегството, која беше соопштена, Македонија расправаше за темата интегрирано гранично управување. Во Брисел. И за директивите кои што се однесуваат вклучително и на оваа тема. Пред бегството расправавте? Не, во моментот на бегството. И во таа смисла, значи, постојат директиви кои што се обврзувачки за секоја земја членка на ЕУ. И тука особено интересен аспектот на безбедна трета земја, односно земја од каде што потекнува апликантот за барање на азил, каде што Република Македонија секако дека е оценета како безбедна земја, значи не е ризична земја од каде што може да се очекува благонаклоно и по тој основ да се даде позитивен исход. Меѓутоа, знаете, тоа е работа на толкување на националните власти. И тие до овој момент прилично наклонето настапуваат во изјавата на унгарскиот премиер, на министрите и така натаму. Меѓутоа, исто така, она што сакам да го нагласам е дека во информациите кои што ни се достапни до овој момент преку медиумите, за жал ми недостасуваат информации од Република Македонија, која што е можеби местото на клучни информации кои што ни требаат, во ниту еден момент нема прекршување на нормите на кои што се должни дипломатите да постапуваат кога станува збор за категоријата азил. Друга е темата дали е соодветно дипломати во своите возила да превезуваат и да едноставно заштитуваат лице осудено за криминал, лице за кое што се водат сериозни постапки за но се согласувате сериозен дека ова криминал. клучен дел, клучниот дел, како од Македонија стигнал во Албанија? Тоа е клучниот момент кој што ни недостасува и за кој што морам да кажам дека јас воопшто не се радувам што обвинителството вчера или денес отвори постапка, бидејќи тоа е многу доцна, тоа е постфестум, но очекуваме таа постапка или таа процедура на утврдување на фактите да се случи час поскоро, не повеќе од неколку дена, да добиеме информации како јавност што навистина се случувало. Бидејќи сега ова што се прави во Република Македонија, формирање на комисија и искуството од комисиите или упатување дека проблемот во МВР е упатен кон внатрешна контрола и внатрешна контрола треба да дојде до некаков исход, е во некој случај несериозно, бидејќи внатрешната контрола има своји надлежности. Меѓутоа, во однос на овој вид на можни девијации, внатрешната контрола не може да дофрли до позициите кои што се интересни да одговорат дали е постапувано согласно со законите. Тука пред се мислам на раководителите на организационите единици, кои што имале надлежност да постапуваат, очигледно не постапуваат. Ние пред некој ден овде зборувавме, неделникот Фокус, кон крајот на август, објави на насловна страна дека има можност Груевски да избега во Унгарија,
тоа беа избори од ВМРО ДПМН, а дека власта, нели, тоа го прави за да ги протурка уставниве промени. Значи, тоа не го тврдиме, но постоеше една информација и ако трагате каде би можел да оди, првата земја што ви текнува е Унгарија. А можно ли е да тука постои некакво сценарио во кое партиципира и владата и бегалецот? Ја би поставил прашање, тоа е точно дека во вашиот неделник имаше таков надпис. Колку уште вакви надписи имаше во Република Македонија и во другите портали, па дури господин Сашо Ордановски, моментите на бегство, Така. како беше Будимпешта вија Белизе, нели? Да. И, значи, што ќе се случише ако не беше ова сценарио и немаше вакво бегство, надписите ќе останат само како голи надписи. Сега сите ги вадиме надписи, ние предпоставуваме. Сите има верзии, тоа се само верзии, врз кои немаше никаков основ, аргумент, факт, нешто сигурно опипливо дека тоа ќе се случи. Добро што беше предпоставка. Сепак дека ова што се случи е предмет на истрага која сега е спроведува МВР, се сложим Верувате со... дека може тоа бргу да се изведе истрагата? Токму што тоа ви се сакав да го кажам, се сложим со мојот професор Трпе. Значи, доколку истрагата трае подлог временски период, се враќаме во еден период каде што 10 години имавме заробена држава, секојаш беше истрагата е во тек. Секојаш кој ќе имате тој простор, манипулациите во јавноста се шират со брзина на светлост. И одат во несакани последици и нормално сето тоа преку социјалните медиуми, преку медиумите. Дека нашите служби како да се затечени од ова што се случи. Ние имаме еден период од 48 часа од 11 ноември до 13, кога не се издава меѓународна потерница. Тоа е тајмингот кој Груевски го користи. Значи, ајде да зборуваме повторно за заробената држава. Значи, ако борбата беше 10 години да се врати правната држава, суштината на правната држава е токму тоа. За да распише меѓународна потерница МВР, значи треба да бидат исполнети предуслови. А зошто не може МВР да дознае каде е човекот кој се очекува? Ама сега зборуваме за меѓународна потерница. Ако навремено беше распишена меѓународна потерница, тоа е зависно пред се од судот. Значи, во таква ситуација, овој пат на движење за кој сега зборувате, и албанските и црногорските власти ќе има полн легитимитет да настапат како кон лице барано по меѓународна потерница да преземат соодветни действија за процес на екстрадиција. Но има уште еден момент кој мислам дека е добро обмислен. Во сите овие држави официјално тоа и Албанија го потврди и Црна па случајот и со Србија е тука, во овие земји може да се патува со лична карта. И дека тој влегол со лична карта. Во целата постапка ништо не е случено. Не е случено Унгарија. Не е случено минување на некои премини. Значи, ништо не е случено. Стигнување до првата амбасада. Значи, вие имате... А која е смислата од земање на патна исправа во судскиве постапки како мерка за безбедност? Тоа е како мерка за безбедност, по моје видување, апсолутно не е никаква мерка за безбедност. Не можете на званичен легален премин да минете со патна исправа, можете со лична карта. Можете со вториот пасош доколку го имате, со, да кажеме, бугарско или српско или било кое второ државјанство. Значи, тоа апсолутно како мерка треба да се преиспита. Значи, сосема денешно време носи нови форми како може да се спречи оддалечувањето од земјата на лицето врз кој има безбедносна мерка. Значи, ја велам дека имавме случај пред неколку месеци за бегалците, или година дена, за бегалците во Грција, Бошковски и како се викаше другиот? И Груевски. Значи, потполно иста правна ситуација. Судот, молчењето, чекањето. Па добро ве молам, не можем да сватам, значи судот работи само до 16:30 часот, затвараме вратите и државата е во мрак за вакви ситуации и за слични ситуации. Значи, сабота, недела не работела куриската служба. Значи, куриската служба мора да биде ревностна, да ги направи сите обиди, како што предвидува ЗКП-то, за врачување на поканата. И во таква ситуација, експресно да се донесе наредба до Министерството за внатрешни работи, за да може тие веднаш да постапат. Во спротивно, постапувањето, спротивно, знаете, новиот ЗКП, односно последните измени у ЗКП, доминус литис во водење на постапката, главната фигура ви обвинителот. Да, но веднаш после бегство на Груевски. Институциите се должни да приберат сознание да го известат обвинителот. Тој цени и проценува какви мерки натаму ќе бидат превземени. Но еве сега имаме веднаш после тоа на барање на СЈО.
беа ставени во притвор Милијана Киевски и Кирил Божиновски, обвинети во случаите на СЈО, и беше наведено дека имале информации дека и тие планираат бегство како Груевски. И сега трае преписката дека барале прво амнестија од председателот Иванов. И кога не ја добиле, демек во план било такво бегство. И сега трае преписката, препукувањето меѓу председателот Иванов со судот. Видите, влегуваме во една мачна расправа. Значи, имаме ситуација во која што господинот Груевски заминал. И тој е во моментот надвор од юрисдикцијата на законите на Република Македонија. Проблемот е како се случило тоа. И во тој дел сериозни се забелешките кои што одат на адреса на полицијата, на сите сегменти во Министерството. И јавна безбедност, и управа за безбедност. Дефинитивно, бидејќи и од едната и од другата служба има надлежности кои што, ако биле преземени, ќе го превенирале овој случај. Има забелешки кои што сериозно се упатуваат кон постапувањето на судот. И веројатно некој треба да ги испита тие, ама не само да се кажува дека тоа треба да се направи, да се заврши со тоа, да се дојде до исходот и побрзо да знаеме дали има или нема вина и каква е таа вина. Може би и кај обвинителството има одговорност. Агенцијата за разузнавање Агенцијата за разузнавање се повеќе добива на тежина, имајќи во предвид дека многу од дејствијата се случуваат кружајќи околу Република Македонија, во регионот, надвор од Македонија. Може би одговорноста ќе дојде и до Министерството за финансии, кај што имаме финансиска полиција, која што треба да постапува во однос на некои од чекорите за кои што слушаме. Празнење на сметките. Значи, тоа за мене беше шокантен податок, дека пред 3 месеци... Меѓутоа, видете, ние можеме многу емисии да потрошиме и сето тоа да се сведе на ненаучени лекции. Институција да не биде алармирана за расчистување на тоа неговите прашање треба да сметки го банкарски. патите до раководителите на сите овие организациони единици, бидејќи и кај МВР, и кај обвинителството, и кај судот има одговорност. И таа одговорност е дефинитивно присутна. Тоа што премиерот излегува со објаснување дека државните институции постапувале во согласно со законот и неговите изјави од ден во ден се менуваат, не е во ред. Тоа што обвинителката излегува и кажува дајте сега да се концентрираме. Значи, тоа не се објаснување, председателот на судот. Значи, да разговараме за сегментот кој што е предмет на нивна одговорност и тоа со зголемена диоптрија и тука да се лоцираме. Бидејќи досега секоја турка ја ишка работата, а проблемот ни е национален. Бидејќи се согласувам дека тука ова е прилично вешто подготувано сценарио и сценарио кое што за жал сега навредувачки делува. Ние денес расправаме за гаражите после приказната дека господинот Груевски заминал надвор од Република Македонија. Каде биле институциите тоа да го препознаат и да го превенираат бегството? Тоа е клучното прашање. И одговор на тоа дефинитивно мора да има. Најпрвин се шпекулираше дали избегал кон Србија, тука беа главно нели шпекулациите, или Бугарија. Но никој во тие моменти не ја спомена као можна дестинација Албанија. Јас предпладнево во еден разговор овака забележав, реков тоа е тиранската платформа на бегалецот. Зошто никој од институциите не помисли на вакво сценарио? Затоа велам дека делува како или се затечени. Ние не знаеме дилетанти. што правели институциите. Така. Веројатно тие работеле. Мислам, ова го прашувам за да не ни се повтори. Има многу други судски процеси со ВИП личности кои имаат и можности, пари, логистика. Значи, сето тоа е во ред, но ние разговараме за една фактичка ситуација. Ама како да не ни се повтори таа? Е сега, очигледно бара промена и во однесувањето, и во организацијата, и во луѓето кои што раководат со институциите. Значи, ова е класичен пример како поединец во случајот, кој што не бил сам, кај што веројатно секој од овие детали е прилично добро планиран. И не е случајно, ако се потврди како точна тезата, дека излетот од Република Македонија е во западниот дел, кој што е
помалку обезбедуван, имајќи во предвид дека концентрацијата и на службите, и на меѓународната заедница, и на воопшто на капацитетите се позиционирани на позицијата југ-север. Не е случајно што се пристапува до една амбасада на Унгарија во соседна земја и оттаму штафетно, многу вешто, многу спретно, имајќи ги во предвид состојбите, кои што се многу добро проучени, да се дојде до границата кон Унгарија, каде што, ако исто така се потврди приказната, што има логика, унгарски дипломати да го внесат господинот Груевски во земја членка на Европската Унија, за каде што му треба и патна исправа, кој што тој не знаеме дали ја имал, предпоставка е дека ја немал. И уште повеќе... Едната му е одземена, ако има втора. Не знаеме. Значи, ние може да предпоставуваме, не мора да е втора, може ента и така натаму. Така што, то не се случајни чекори кои што се направени. Меѓутоа, повторно велам, не е прекршена некоја норма во однос на тоа штафетно движење во регионот, вклучително и влегувањето во Република Унгарија. Клучно е излегувањето од Македонија. Унгарската амбасада во Албанија, а не во Македонија. Бидејќи како би можел да биде изведен? Асанж 2. Значи, тоа е повторна работа на проценка. И не е тоа случајно. Значи, проценка едно, анализа е добро направена, многу стручно направена анализа, за да успее целиот потфат, така како што успеа. Сепак, како што кажа професор, ги немаме сите информации, за да може да зборуваме с аргументи и факти. Во делот, албанската влада кажува каде излегол, меѓутоа не кажува каде влегол. Легално и легално. Значи, на кој премин? Со кого бил, ако влегол легално? Нормално, и нивните гранични премини имаат видеонадзор, така да тие податоци се многу јавно достапни. Термините и времето до распишување на меѓународна потерница, она судското, велам, задоцнување, го направи целиот проблем. 3 дена се толку многу доволни, не еден човек, цел полк војска да ви избега од Македонија за 3 дена. Македонија е мала земја, значи можете за 2, 3, 4 часа веќе да сте за другата страна граница, легално или легално. Ама апсолутно тоа не е битно, затоа што и од другата страна веќе е организирано целиот пат да биде непречен. Затоа и многу пати слушам денеска дискусии во дипломатското возило принцип на екстериторијалност. Ако имаше меѓународна потерница, значи согласно Виенската конвенција од 61 година, тоа е тоа. Зборувам кога би имало, предпоставено. Значи, во таква ситуација, без разлика што се наоѓал бегалецот во, зборам сега по меѓународна предпоставена потерница, значи во таква ситуација, домашните власти на чија територија таквото возило ќе беше сопрено, по барање од нивниот обвинител, со согласност со шефот на дипломатското конзуларно представништво, можеше да се пристапи кон претрес на возилото, кон апсење на лицето, кон предавање на лицето. Значи, сосема друга ќе беше ситуацијата, ако тие 2 дена, 3 предходно, петокот, четвртокот, значи беше распишена меѓународната потерница. Значи, можеме да целиот процес ќе беше освет. Да му честитаме на Груевски за феноменалниот Ама не на Груевски. сценарио. Овде не честитаме на Груевски, овде честитаме на една странска разузнавачка служба. И тоа е тоа. Значи, тој е предмет, знаете, и сега сите зборуваме како да се зошто Унгарија. Значи, гледате, ова не е случајно само Унгарија, членка на НАТО, членка на ЕУ, меѓутоа ова е една голема глобална игра. Ова не треба да го гледаме како изолиран случај за спасување на Никола Груевски. Да, но ова што он го направи сега оди на штета на другите обвинети во судските процеси. Директно, апсолутно директно влијае. И самите други лица кои се обвинети во овие постапки го осудија чинот и самите наговестија дека тоа ќе биде сега натаму на нивна штета. Значи, бегалецот за да спаси својата кожа, ги остави на цедило другите луѓе. Е обесмислено сега со... Сега во оваа постапка, што е добро за истрагата, кој ќе продолжи нели одвоени истраги, така мора законски да биде. Значи, сега имаат полно право лицата кои до сега, да кажеме, учествуваа во постапките со некои одбранбени ставови, значи сега дури може да дојде вистината, зашто што никој нив ги продаде. Така? И тие луѓе се чувствуваат продадени. Некој си ја спаси кожичката, а ние треба сега да останеме во затвори за нешто што може би било наредено токму од лицето кое е во бегство. А како го коментирате она што го спомена премиерот Зоран Заев денеска, киднапирање? Не спомна киднапирање. Може би е предпоставено.
Тоа може би Во која исто... смисла може би е Еве во смисла во која смисла беа сите верзии и претпоставки додека истрагата не заврши. Во иста смисла и ова. Добро, Значи, сепак е тоа збор на Да премиер. беше зборот на премиер не беше туку вели може би. Значи тоа е една од претпоставките кои во периодот велам додека не заврши истрагата, да ги видиме сите аргументи и факти и тогаш може да донесеме нормални заклучоци. Сите заклучоци сега што ќе ги носиме велам од шпекулации се ненормални. Зошто? Зошто немаат никаква аргументирана подкрепа осим движењето што го прикажавте, што го потврди албанските и црногорските власти. Српските власти ништо не потврдија. Па тоа велам. А она што велите вие... во Србија и од Јас се Македонија извинувам до само Албанија, повелете. на претпоставката на професорот дека сигурно ќе добие азил. Значи се укажува на големи тоа. се можностите да добие азил. Можностите, да. Ние не можеме да Ама не се прejudicirаме. големи. По мене се известни. Со голем степен на известност. Точно е дека македонската влада и министрите во своите пресконференции кажа дека посакува да биде врат. Во една нормална, да кажеме, европска демократија, што веќе таму не е нормална европска демократија, вие гледате дека Орбан влезе во војна со Европска унија за многу потешки прашања, а не за едно прашање на еден бегалец. Така? Така? Беа покренати дури и во Да. ЕПП, Секако дека ќе има, европски партии, секако дека ќе има, против Фидес партијата на Орбан. да, секако дека ќе има силен притисок и дипломатски кон Унгарија сега и нормално буквално кажено, може би ќе добијат жол картон во Европска унија пошто веќе еден имаат. Може би ќе има реперкусии. Дали има Ова е основ? вкалкулирано во постапките на унгарскиот премиер, ова е вкалкулирана одлука. Значи, Дали има слушнете ја, можност за некаква се извинувам. протестна нота? Само малку да довршам. амбасадата, Се извинувам, да довршам. повелете. Значи, унгарските власти кажа дека тој е вип бегалец, значи безбедносни закани, значи кога преку ноќ ги создадува таквите анализи, кога ги собра фактите, аргументите, кога службите заклучи врз основа на што? Многу лесно е да кажете јас сум под безбедносна закана. Ама имаше Која е таа безбедносна закана? обезбедување од МВР. Не, зборувам за Бугарија. Која е таа безбедносна закана за да добие статус мимо сите останати кои апсолутно најригидната земја што беше во Европска унија и зашто најголеми закани имаше за нивната ригидност кон азилантите, кон сите категории на лица кои доаѓа во Унгарија. Сега одеднаш се менува ставот на унгарската влада за да овозможи барање азил. Нека дојде следно лице да побара азил во ист стил како господин Груевски, дали ќе добие? Нема да добие. Дали има основ нашето МНР да реагира кон унгарската амбасада? Апсолутно. Има. Видете, основот за реакција од прилика е на линија на ова што сега се случува и на овие реакции кои што веќе ги слушнавме од Кои се Министерството за вкалкулирани надворешни можеби од работи. унгарските власти? И веројатно има основ во еден дел кој што се сведува на некаква солидарност или на некакви европски вредности, кај што меѓународната заедница многу инвестираше во Република Македонија и благодарение на меѓународната заедница, каде што една од клучните улоги е на Европската унија, дојде до стабилизирање и обид до враќање на, би рекол, базичните демократски вредности во Република Македонија. И специјалното јавно обвинителство всушност доби мандат да работи на таа цел, а специјалното јавно обвинителство е производ на меѓународната заедница пред се и пред се на Европската унија. И во таа смисла, кога глобалната или генералната политика на Брисел кон земјите од регионот и особено кон Република Македонија е излегување од заробената држава и формирање на институции, кога имавме извештај на Прибе, кој што е таков каков што е многу конкретен и многу јасен, и каде што некои од обидите кои што се правеа во таа насока, на овој начин се девалвираат, веројатно Европската унија ќе процени дека треба да реагира. Меѓутоа, кои се механизмите на реакција? Освен со заклучоци, со препораки и така натаму, веројатно тие одлуки на Европската унија немаат обврзувачка моќ спрема владата на Унгарија. И во таа смисла, суверено право на унгарската држава е да донесе одлука во однос на барањето таква каква што ќе смета. Но воопшто, кога станува збор за солидарноста или кога станува збор за европските вредности, ова е подкопување или кршење на кичмата на тие вредности кои што Брисел и по други основи и е должен на Македонија, имајќи во предвид за хибернацијата под која што ја држеше
долги години досега, пред се заради проблемот со името. Така, но времето ни истече. Пивоваров Стојановски, ви благодарам што бевте гости во овој Благодариме на поканата. студио. Мала пауза и следува мојот разговор со Мирча Адамчевски. Авалон продукција ви представува една од најголемите македонски поп-рок групи, Нокаут, слави 20 години од првиот одржан концерт на истото место, СРЦ Кале, 23 ноември 2018. Специјални гости Игор Џамбазов и Гуру Харе. Билетите се во продажба онлайн преку avalon.mk, продажната мрежа на купи карти за сен из цела Македонија и Југотон. Заедничко славење со сите хитови на Нокаут. Бидете дел од овој голем јубилеен концерт. Avalon Production. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистар. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистарка. Претворете ги вашите ноќи во незаборавни магични мигови со перниците, јорганите и постелнината од новата Купон Плюс акција на Тинекс. Неверојатно меки перници и јоргани со антиалергиско полнење, кои нудат удобен и безгрижен сон. Високо квалитетни постелнини, изработени од 100% памук, достапни во повеќе дезени и бои, кои совршено се вклопуваат во вашата спална соба. Од 5 ноември до 20 јануари соберете купони и со соодветна доплата одберете перница, јорган или постелнина од македонскиот бренд Ацони и препуштете се на удобноста на вашиот кревет. Сонувајте спокојно и лесно со Купон Плюс акцијата на Тинекс. Ова сабота и недела, 18 часот, вклучување во живо од штандот во Сити Мол. Дружете се со Сергеј и набавете си мајца со омилените хаштази. Во ексклузив ке гледате најголемата скандал дама гостинка во студио. Емотивна исповед на Роберт Билбилов за починатиот татко. Каде би годнал да беше се? Па сигурно во студио да му пуштам некои песни, да слушне, да кајсам што сум. Сергеј Манија во Скопје, како помина продажбата на неговите популарни маички. Гледајте ексклузив, понеделник, 18 часот и 30 минути на 1 ТВ. Оваа есен, дозволете ни да ве водиме низ една нова димензија. Каде мистеријата ќе ја разбуди вашата љубопитност. Но внимавајте. Љубопитноста понекогаш е опасна. Еден ТВ ви ја представува филмската програма. Филмови за сечи вкус и филмови за секоја вечер. Филмска програма на Еден ТВ. Еве сме повторно, веќе најавив мој гостин е колегата Мирча Адамчевски. Добре дојдат.
Благодарам. Јас те најавив од Совет за етика, но да бидам прецизна, председател на Комисијата за жалби при Советот на етика. Да. Советот за етика. Јас ја насловив темата, ме инспирира некои жестоки реакции на наши колеги по социјалните мрежи, кои беа инспирирани од тоа зошто конкретно беше случајот неделова со Гордана Јанкуловска, дека телевизиите им дале толку простор. Јанкуловска беше гостин и во 1 ТВ, била и на 24 вести, имаше и други реакции. Кој е твојот став? Која е етиката, еве да речеме, Јас не го гледам во новинарството? Дали јас го поставив лица обвинети или осудени, Вака сега треба да не. им се даде простор. Вака сега, прво вие си имате ваша уредувачка политика и вие си одлучувате кого и како ќе поканите. Многу е битно, кога ќе поканите новинарот да е подготвен и да ги поставува вистинските прашања на тој човек. Кога станува збор за Јанкуловска, мислам дека таа треба да многу прашања да одговори, кои што еве ги слушаме низ овие телефонски разговори, како се однесувале, што правеле и како таа го дала својот прилог кон создавањето на еден режим во државата и да ја зароба таа држава како што викаме и 11 години да владеат со тој режим. Мене лично, ако ме прашате, јас не би ја поканил. Но тоа е мој личен став. Тоа е личен став и нема, мислам, тоа ништо со етика. Јас дури одам и понатаму, сметав дека државата требаше да направи еден нирнбергски процес во наводници. Се разбира, нирнбергски процес за сите тие што придонесоа Македонија 10 години да има таква власт и во тој процес да бидат вклучени на обвинителна клупа да седнат и нивните пропагандисти, нашите колеги. Значи имаше колеги кои што ја хранеа таа власт, кои што ја поттикнуваа таа власт, кои што создава медиумите беа клучни за војните во бивша Југославија, бидејќи прво пропагандата обработуваше терен. Токму така. И знаеме обајцата како беа медиумите во Македонија се однесува за овие 10 години. Меѓутоа не се созда. Знаете што, јас разбирам дека многумина кои беа паталци, кои беа жртви на монтирани процеси, нивните семејства немаат желудец, нели, да ги слушаат сега овие лица кои ја, нели, се изживуваа предходно врз други лица, но ние говориме сега професионално, новинарски. Јас предпладнево разговарав со колешката Ида Протуѓе Велковиќ, она е колумнист во нашиот неделник на порталот Фокус, затоа што и таа реагираше во тој стил. Таа вечерва не беше можност да ја вклучиме. Предлагам неколку минутки да слушнеме мојата дебата со Ида. Со задоволство. Па да продолжиме. Здраво, Ида, како е во Виена? Па, добро е во Виена. Се има подготовки за божикните празници, го красат градот и така. Те барам конкретно. Ти беше една од колегите кои реагираа, да речам, жестоко или со разочарување, зошто конкретно беше случајот со Гордана Јанкуловска и се дава простор за интервју. Случајот беше и со 1 телевизија, но мислам и на 24 вести. Зошто е спорно гостување на овие лица кои се обвинети од специјалното јавно обвинителство? Да, имаше критика и за Фокус. Да, апсолутно не е спорно нивното гостување во медиумите, меѓутоа медиумска проценка е кога, како и во кој формат ќе им дадат предност. И пред се медиумите мислам дека треба да се водат од јавниот интерес, а во моментот јавниот интерес треба да биде насочен кон сите детали и целиот случај околу исчезнувањето и бегството на екс-премиерот Никола Груевски. Па, во истиот ден кога но ние имаме доволно и се даде по саат време интервју на Јанкуловска, каде што она се гледа дека апсолутно е тоа само во нејзин интерес, а не е во интерес на јавноста. Добро и да, ама зар не заклучуваш? Не беше тој што сака медиумите, јас лично како уредник не би дала таа време интервју, а би дала да се искаже ако сака секогаш. Но еве од тоа гостување зарем не свативме и ти и јас да речам, еве, дека кај неа нема промени.
дека таа останува дека работела согласно законот. Да. Добро, можеш и како во уредник 15 и јас во минути да се Фокус види. сметам, ние имаме еден став дека кога се на власт и ја злоупотребуваат власта да бидат под наша критика, но кога ќе бидат во судски процеси да им дадеме шанса да чуеме нели и нивни размислувања. Во таа смисла. Да, меѓутоа јас повторно ќе кажувам дали интервју форматот и како тоа ќе биде представено, значи дали ќе се даде 1 час или ќе се даде помалку простор или дали на пример ќе е нормално во истиот ден кога на јавноста бара одговори околу битството на Груевски да се дава на незиниот маж да кажува дека земјата ќе престане се врти, ама Гордана нема да го остави Петар, тоа за мене е апсолутна работа само во нејзин интерес, а не во интерес на јавноста, извинете, но јас така мислам. Добро, сакам да објаснам. Таа вест е само една од стотината што биле објавени. Мислам дека медиумите, барем еве еден телевизија или Фокус, ревносно ги следи сите информации и трага по нови информации за бегството на Груевски, за рутата и бара одговори од власта. Но зошто да е спорно, мислам една особа која била најдолго министар за внатрешни, која е обвинета за повеќе кривични дела, сепак во моменти кога е во судски процес, не е страшно да чуеме и како семејството го доживува тоа. Тоа не е преседан за како тоа одеднашка во еден ден 3 телевизии се заинтересира и таа најшироко за 3 телевизии, за 3 медиуми, најшироко градот дава интервјуа и објаснува како поминува незиното семејство. И тоа телевизии во кои никогаш не гостувала, така? Па да, затоа е тоа апсолутно сомнително дека тоа е апсолутно во незин интерес, а не е во интерес на јавноста. Но дали И мојот впечаток е дека исходот, еве вие ако ми кажете нешто поинаку, дека нешто јавноста дозна од интерес што беше незин, јас навистина не знам. Да, па се согласивме. Јас не стекнав таков впечаток. Се согласивме дека таа остана на својата теза дека работела се согласно законот. Но сакам да кажам дека секој просечно интелигентен гледач може да донесе свој суд. Во таа смисла ми е поентава. Да, јас апсолутно не го спорам тоа што незиниот или интересот, да речеме, еве како да кажам, на медиумите за тие што се сега во опозиција или осудени. Апсолутно тоа не го спорам. Меѓутоа во исти ден да излегува кога избегаа сите и она да излегува на интервјуа да дава и медиумите толку да покажат интерес кога ние бараме, трагаме по други одговори, мислам дека апсолутно е тука се злоупотребени медиумите во незина корист. Таа ги злоупотреби во незина корист. Тоа е мојот впечаток од сето тоа што го видов. Така и да, ти благодарам, ти остануваш на твојот впечаток, јас на мојот, некаде ни се совпаѓаат, некаде не. Кога ќе дојдеш од Виена во Скопје, ќе ја продолжиме дебатата. Ти благодарам. Договорено. Нема на што. Поздрав. Продолжуваме сега дебатата во студиото. Мирче, постојат, барем неофицијално со многу колеги разговараме на темава. Што е, сега бидејќи си од Совет за етика, го споменувам зборот етично. Ние имаме дел од овие луѓе кои сега идат на судски процеси, во повеќе судски процеси, кои беа мокници долго време, кои максимално ги игнорира медиумите, например, дел од медиумите, меѓу кои беше и Фокус. Беше тешко да дојдете. Ниту изјава за интервју не станува збор. И сега како? Дали ние, кој е ставот? Треба сега ние да ги игнорираме или да бидеме поинакви од нив? Гледам впечатокот ми е дека вие сакате да им помогнете да не би донака како што било во времето порано. Точно. Биле тие. Меѓутоа, знаете што, може тоа и посуптилно да се направи. Не мора да се вика во емисија 2 дена поред во телевизии кои што имаат национален опсет, кој што... Ама телевизиите не знаеле, тоа е очигледно нејзин избор. Меѓутоа, знам дека не знаеле. Меѓутоа, впечатокот што се добива е многу лош впечатокот. Тоа може така година судење да приде новинар па да постави прашање или околу денте што биле чуени тие телефонски разговори или околу она што го работела. Така да и да се даде сепак можност да каже нешто, да се искаже.
А вака, но многу е грд печатокот, дека излегува дека е целата работа као да е некој да има организирано, еве да се даде простор и време да го користи таа да се искаже. Јас мене ме зачудува ова. Значи во Фокус сме откривале корупцијски афери на секоја влада, и тоа многу корупцијски афери, меѓутоа кога ќе се покренале постапки, ние сме давале простор и никој не реагирал. А ова сега се обидувам да заклучаме, затоа што оваа власт многу долго владееше и ние имавме многу, како да речам, полициски местенки, политички мотивирани процеси, и се трудам да разберам дека тоа е сензибилитетот кај одредени луѓе. Јас реков требаше ниврешки процес да се организира токму заради тоа што сме го истрпиле 10 години, да се расчисти тоа на што било, како што Суднирбешкиот процес беше ставен тема на расчистување со нацизмот во Германија, така да се направеше таков процес во Македонија, да се расчисти со груевизмот во Македонија и сите негови, груевски неговите соработници. Така, ти беше повеќе години дописник на Нова Македонија од Москва, 90-тите години? 93-99. И сега како ќе го коментираш руското влијание овде, на Балканот, особено што еве реакциите на колегите од Унгарија и опозицијата во Унгарија за еден телевизија, колешката Крисот таму праќаше нели прилози, се дека Виктор Орбан е нели да речам под огромно влијание на Путин. Знаете што политиката е игра на интереси. Не е тоа дали е под влијание или не е под влијание. Секој се води интересите, како што Америка со Русија, кога седнуваат на маса, се водат интересите во разговорите. Така и Орбан со Путин се води од интересите на Унгарија, отколку што би се водил, бил под влијание на ова. Јас да ви кажам уште првиот ден кога го чув извештајот кај вас и го прочитав извештајот дека информатори некои кажале дека е по нарачка од Путин. Бев многу изненаден. Знаете што новинарот мора сепак да води сметка кои се изворите и вие мислам. И дописникот не му е лесно таму. Тоа е, јас сум бил дописник, знам како е. Тоа беше изјава на унгарската опозиција, представник на унгарската опозиција. Унгарската опозиција е нормално не сака Орбан да се дружи со Путин. И нормално мислам, и да се очекува такви изјави од нив. Меѓутоа, овдека уредници има веројатно кои што го добиваат тој извештај и да му помогнат на новинарот да не излегуваат такви работи, затоа што не се потврдени. Може би да е точно тоа, јас не викам дека не е точно, меѓутоа опозицијата има свој став. Да, не. Ние и овде пренесуваме партијата на власт вели дека антиевропски ориентирани од Мицковски. Они пак нарекуваат хунтата и не знам што уште. Меѓутоа фактите се битни, многу се битни фактите. Фактите, да речеме, го рекол, да, нашите информатори, да, вашите информатори, меѓутоа треба да ги проверите вашите информатори. И па како се проверува, треба бомби да објават. Има се проверува, зашто кога се праќа човек, прво треба да се прати таму човек кој што има најблиски, има врски со новинарите, има врски можеби со политичари, кои што ќе му помогнат на новинарот да влезе во одредени кругови каде што ќе може да добие многу реална слика. Па имавме цело време бројни изјави. Релевантен е Хелсиншки комитет да земете изјава. Опозиција, колеги новинари, професори. Значи, улогата на медиумот да пренесе... Само за првиот ден, не зборам за другите денови воопшто не. Меѓутоа и не ги следев овие други релевантни. Ама ние не можеме да тврдиме, говориме дека опозицијата, портпарол на опозиција изјавува тоа и тоа. Тоа и секоја државна новинска агенција ќе го пренесе. Тоа е факт дека изјавил портпаролот на опозицијата, меѓутоа мора да се внимава за тоа дека опозицијата е против Орбан, односно против неговата политика на соработка со секоја, да, добро, ама во секоја држава опозицијата ја критикува владината политика. Последниот дел, како председател на комисијата за жалби при Советот на етика, на што најмногу ви се жалат? Читателите, гледачите, слушателите? Значи, најмногу се жалат 80% да речеме од представките што ги добиваме, најзастапено е она лажната, сега ги викаат лажни вести, неточното информирање, односно
нема втора, трета или четврта страна или релевантен извор, што ќе го подкрепи фактот. Тоа се најмногу тој дел, а исто така имаме и за говори на омраза, имаме за мешање на коментари со мислење, факти, недостатуваат коментари без факти кои се коментира текстови, така да имаме неприличен говор, непристоен говор, исто така имаме пресеки за тоа. Тоа е 4-5 работи на кои што најмногу паѓаат новинари, така да кажам, но битно е дека најмногу се 80% се од неточните информации, неточните текстови, без... Но имаат ли тука влијание социјалните мрежи? Па потоа порталите? Не, наравно, Јас имав еден разговор во првиот дел од денешнава програма со адвокати околу кои се стапуваат за клевета и навреда, кои покажаа дека судската пракса наша е дека на портал, нели, можеш и на социјална мрежа да шириш и говор на омраза и смртни закани и се. И на порталите. Ако има обучени судии за таа работа, има обучени судии во Македонија за таа работа, и веќе има некаде во држава и за клевети, и за навреда примена на законите, меѓутоа грото и од обвинителите и од судиите и за говор на омраза не потегнуваат, тоа е нивна работа, не потегнуваат да покренат обвинение или да донесат некаква одлука. Фактите зборуваат дека 70% од представките се против портали. Значи, тие се најбројни нормални статистички дека ќе бидат против порталите 70%. Кој е вашиот став за разлика од судот? За социјални мрежи ние не сме надлежни воопшто. Значи, ние земаме порталот како информативен медиум. Дури кога нема импресум? Кој е главен уредник, кој е собственик? Па тоа ни создава проблем. Еве да речеме, вие ќе се пресака ќе поднесете за некој медиум, вака, и ние не можеме да го најдеме. Нема адреса, нема импресум, нема ништо, меѓутоа ме радува што веќе некои медиуми почнуваат за кои што сме носеле по неколку одлуки за неетичност и непрофесионалност, веќе стават и најавуваат дека ние сакаме да бидеме етички, да бидеме професионални, да бидеме ова, да бидеме она. Печатени медиуми сега нек ни се приклучија некни колективно 5-6 медиуми и тие ќе се однесуваат, се вклучуваат, се стануваат наши членки, така да мислам дека полека Ке си дојдат работите. Там видите, сега ние ставаме тенор. Не секојаш има и неетичност, и непрофесионалност, има и поплаки, но говориме доминантно. Во една Австрија или во една Норвешка имате по 90 представки месечно за неетичност, за непрофесионалност, па сега што остана за кај нас. Мирче, благодарам што беше гостин во овој дел отвореното студио. Само да информирам, јас најавив дека ќе го вклучиме во овој дел колегата Владко Чаловски, кој од Србија нели замина за Црнагора, но ме информира дека таму кај на граничниот премин каде што нели ние го следиме патот на бегството на Никола Груевски, полицијата не дозволила да се вклучи во програмата. Колку што сум известена, Чаловски и снимателот се вечерва се враќаат во Подгорица, па се надеваме дека утре ќе можеме да дознаеме нови информации од него за кои ќе потекнуваат од Црнагора. Ви благодарам за вниманието и се гледаме ние дури средниот петок.